Ќе има Каде прашања, присуствуваме, али- ајде и да ни кажете за вашиот сограѓанин Тодор Кацарски, на која парцела се наоѓаме, што тој точно искористил од мерките кои ги нуди Министерството. Благодарам на прашањето. Значи, во моментот, како што рековте, се наоѓаме на парцела на приватен собственик, на непосредна близина во Берово, каде што присуствуваме на пошумување, како апликанти на програмата за проширена репродукција за 2023 година, каде што собствениците на приватни шуми имаат некаква квота од 20 на хектари на годишно ниво. Така да, значи, со задоволство може да констатираме дека квотата целосно ни е исполнета, сега еве сме во реализација на истата, зависно од временските прилики ќе се потрудиме да ја реализираме 100%, ама сега веќе нели постојат работи кои не се во наша надлежност, односно тоа се сепак Божи работи, ако времето дозволи да го фатиме рокот, значи програмата целосно ќе биде реализирана од страна на собствениците. Во моментот пошумуваме, како што рековме, парцела, која пошумуваме со црнбор, затоа што програмата предвидува таков вид насадници. И еве, можеби за пошироката јавност да кажеме дека тоа е многу добра програма, предвидува комотни средства од некои 85.000 денари по хектар. Така да, значи, за таа цел постојат и одредени критериуми, а тоа е парцелата да биде над 5 декари и да биде над 4-та класа, значи 5-та, 6-та, 7-та, 8-та. Така да сите тие парцели, за сите заинтересирани кои би сакале да аплицираат, веројатно во текот на пролетниот дел, таму некаде март-април, ќе излезе повикот и така да, значи, ќе стапиме во акција и наредна година, бидејќи нашите интенции се сепак да пошумиме малку повеќе од оваа година, значи квотата да ја дигнеме на некои 50 хектари, така да тоа е цел на Сдруженијето на собственици на приватни шуми, а верувам дека Министерството ќе ни излезе во пресрет. Благодарам. Супер.